На барање на адвокатот Валентин Зафиров, судијката Јулијана Неткова денес го одлучи судењето на Стефан Арсов и Петар Ристов, обвинети за насилство. Образложението за барање на одлагање се однесува за правообвинетиот Арсов и е следното. Да оствариме комуникација со обвинетите до сега поради самоизолацијата, заради спремањата на одбрана, така за 2-3 дена ќе се обидам да стапам у контакт со Кумановскиот затвор да ми дозвола да го видам или на друг начин пред судење или како. Мислам дека во вторник ќе се заврши. Ние не правиме обструкции кон одбрана, меѓутоа е елементарно право и не можам да си зедам само врска како ќе се бранат и во која насока да биде одбран. Од своја страна, барање за одлагање поднесе и второ обвинетиот Ристов, на кого му недостасувало време соодветно да ја подготви одбраната. Поради подготовка на одбраната на второ обвинетиот, усвоено е барањето на бранителот за одлагање и рочиштето е закажано за 28 април, а имајќи предвид дека станува збор за итен, притворски предмет на барањето се согласи и обвинителот. Стои во соопштението од Општинскиот суд во Штип. Од друга страна, и покрај огромната негативна општествена реакција за овој случај, бранителот Зафиров очекува. Очекувам фер судење, согласно законите, постапката. Судиите да не подбандат под атмосферата што се создае во јавноста, да ги ценат правилно околностите, да го ценат ЗКП и така да постапуваат. Таква е одлука соодветна да донесат. Сепак, Зафиров открива дека се не оди едноставно, бидејќи секојдневно се соочува со разни видови на закани. Притисок во јавноста јас не чувствувам, го осеќам дека постои на социјалните мрежи. Мислам, доста се изначитав клетви према мене, према моје семејство, навреди, меѓутоа тоа се должи на фрустрираност на луѓето тоа што го пишуваат. Иначе секој во секоја држава, во секој модерен правосуден систем, секој има право на бранител. Тоа е елементарно право, не можете да му го одзеете на човек. Со оглед на неодминливата очевидност на делото, дали е можно судскиот процес да заврши по скратена постапка и практично со едно рочиште. Тој кажам, не сум се видел со мојот клиент, не знам во која насока би водела одбраната, можда би била на негирање на делото, можда на признавање на делото, тоа зависи од совеста на обвинетиот и од тоа дали се чувствува виновен, зошто го направил тоа. Сето тоа можам после судење да го кажам.